Господине Ѓурѓевски, изминативе месеци имате многу средби со граѓани од сите делови на градот Скопје. Веќе е објавена вашата кандидатура за градоначалник на Скопје од страна на вашата матична партија ВМРО-ДПМН и поддршка секако ќе добиете од коалицијата што ја предводи партијата. Дали е готова програмата и кои се клучните ветувања што ќе им ги дадете на скопјани? Па добро, како што споменавте и вие, јас од пред извесен период сум кандидат поддржан од мојата политичка партија и коалицијата. Веќе започнавме како тим со граѓански средби, затоа што сметам дека најдобар начин да креирате, а подоцна и да реализирате една изборна програма е кога тоа го правите заедно со граѓаните. Изминатиот период речиси сите општини во градот Скопје ги посетивме, остваривме доста средби. Произлегува од тие средби клучни барања кои што повеќе децении го мачат нашиот народ во Скопје. Јас таков пристап имав и во Кисела вода кога ја креирав програмата заедно со мојот тим и ќе повторам тоа, сметам дека е најдобар начин за ние да изработиме една квалитетна и сериозна програма која што ќе произлезе од проблемите на граѓаните. Така што веќе сме во една фаза каде што дополнително вршиме консултации со експертски тим кој што работи дополнително на изработка на мојата програма, на експерти домашни, но и меѓународни кои што ми се вклучени во тимот. И за многу скоро од денес веќе би излегле со првична верзија. Во незе има 5 столба на кои што ќе се темели моето функционирање во наредните 4 години. Јас не правам програма, иако сум поддржан од ВМРО-ДПМН, која што е за една политичка партија, јас правам програма за сите граѓани на Скопје, бидејќи и поддршката ја очекувам од сите граѓани на градот Скопје, без разлика на вера, без разлика на нација, без разлика на тоа на која политичка партија припаѓа, така што една сеопфатна, обемна анализа правиме на состојбите, на потребите реални на граѓаните и за многу скоро време ќе излеземе со конкретни проекти. Дали може да споменете дел од ова интервју? Па, јас не би навлегувал во детали, ќе почекаме уште малку за тоа, но би споменал дека комуналната хигиена и проблемите поврзани со функционирањето ќе бидат еден од 5 клучни столба. Воздухот, загадениот воздух, кој што сите го дишаме за жал децении наназад во Скопје. Јас нема да се доведам во ситуација да излезам со во оваа програма, во мојот концепт со лажни ветувања, затоа што за мене зборот даден пред граѓаните и поддршката нивна многу значи. Така да сето она што ќе биде предвидено ќе биде со точни рокови, прецизно наведено и динамика на реализација. Не имаме сериозен проблем со водоснабдувањето во главниот град. Имаме сериозен проблем со патната инфраструктура, имаме бројни проекти кои што се години наназад останати, дека го споменам, булеварот Борис Трајковски или мостот од аеродром према Газибаба Михајло Апостолски, кои што со години стојат во состојба во која што се, односно се нефункционални. Така да ќе има 5 столба, како што споменав, на кои што ќе ги темелиме сите проекти кои што ќе бидат ветени во предизборната програма. Во вашите претходни интервјуа кажавте дека ќе се фокусирате на повеќе деценијски проблеми кои што ги има градот Скопје. Како ќе ги реализирате овие проекти, како ќе ги решите овие проблеми, имајќи ги предвид сите и самиот кажувате системски проблеми. Имате ли некаков план како тоа да го постигнете? Видете, првенствено во градот Скопје немаме систем функционален, а од друга страна немаме стратегија како треба градот да се развива, за жал. И тоа не е од денес, не е тоа од последниве 4 години, тоа е децении на нас. Знаете зошто го велам тоа? Ако ние имаме систем како целина, кој што е функционален, тогаш нема да биде важно кој е менаџер. Ќе функционира градот можеби подобро или помалку добро,
доколку станува збор за некој кој што е несоодветен за таа позиција, но никогаш нема да се случуваат пропусти какви што имаме денес, односно целосна нефункционалност на градот, особено на јавните предпријатија, како што е например комуналната хигиена, како што е например јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје и така натаму. Ние генерално имаме целосно нефункционални јавни предпријатија и град Скопје во моментов. Ако ние имаме систем и ако имаме организација во градот, тогаш на долг рок ќе бидат решени проблемите и нема да се доведуваме во целосен колапс како што имаме денес во градот Скопје. Она што недостасува на градот е стратегија пред се. Стратегија од која што знаете каде почнувате и каде треба да стигне градот за 5, за 10, 15 и 20 години. И ирелевантно треба да биде во тој процес кој е градоначалник на градот Скопје. Ние никогаш не треба да ги доведеме граѓаните во состојба како што се денес, а тоа се должи, повторно ги споменам, на тоа што ние како град немаме една стратегија која што треба да функционира на долг рок. И тука во таа стратегија најмалку што треба да се меша е политиката. Во разговорите со граѓаните, откривте ли некои проблеми кои што не биле јавно истакнати досега и на кои што не бил ставен фокусот, а на кои што вие во вашата програма ќе им се посветите? Па генерално работите кои што ги истакнуваат граѓаните не се нешто ново. Мене ми е жал искрено, има состојби во Ѓорче Петров ќе споменам, високата зона која што имаат проблем со недостатокот на притисок за вода. Проект има во градот Скопје кој што чини околу 2,7 милиони евра, што е нешто што не е тешко да се оствари, земајќи во предвид колкав е буџетот на град Скопје, но е повеќе деценински проблем за кој што не се понудило решение за жал до сега. И ние имаме цели населени места во Ѓорче кои што имаат сериозен проблем во 21. век со водоснабдувањето, затоа што некој не сметал дека е приоритет да се заврши тој проект. Или имаме проекти од генерално земено, поврзани со инфраструктурата, со одредени депонии кои што се жаришта и 30 на години предизвикуваат сериозни штети за здравјето на граѓаните, но и естетски не изгледа тоа добро во градот Скопје како што е депонијата во Ѓорче Вардариште, односно во Вардариште. Ние сите како скопјани знаеме дека особено во доцна есен и во текот на зимата таму постојано има пожари. Постојано има проблем со кој што се чувствува миризба, не само во тој дел, таму се чувствува и во аеродром, се чувствува и во кисела вода, се чувствува најмногу кај жителите во Газибаба, но за жал нема постапување. Генерално исти се проблемите повеќе децении наназад во градот Скопје. И жално е, и кога доаѓаме до состојба да дел од граѓаните имаат одредена скепса и неверување дали е возможно сето тоа да се реализира, јас ги разбирам. Затоа што повеќе од 30 години нашиот народ е лажен тука. Затоа што постојано се излегувало со едни исти ветувања, но немало никаков сериозен напредок. Јас затоа многу важно за мене е да програмата се темели на реална изведба и имплементација на тие мерки и проекти во перспектива. 4 години брзо поминуваат. Јас во мојата општина имам над 90% реализација. Многу е важно на крајот од денот кога ќе завршите со вашиот мандат, кога ќе застанете пред граѓаните, кој ќе треба отчетот да го дадете за сето она што сте го сработиле, а сте добиле поддршка од истите граѓани, да имате крената глава и да имате сериозна реализација на она што сте го креирале како програма. Кој ќе биде првиот проект што ќе го реализирате, ако доколку станете градоначалник на Скопје, од сите овие што ги вие наведовте неколку проблеми, како што е автобускиот превоз, Вардариште, загадениот воздух во Скопје, но не се само тие, има, да речам, повеќе други. Значи, не би рекол дека е проект, но прво што недостасува на нашиот главен град е да направиме една голема генералка, да се исчисти градот, затоа што состојбата во која што се наоѓаме денес не ја отсликува реалноста што ја сакаме ние како скопјани, нашата желба и она што е нашиот главен град. За жал, последниве години Скопје е претворен во една голема депонија. Затоа, јас често пати тоа го говорам на мои гостувања телевизиски, дека првата работа што ќе направам генералка. И она што во првиот момент ќе треба да го решиме е јавниот сообраќаен транспорт. Имаме план, имаме концепт,
за многу скоро време, откако ќе ја превземам позицијата градоначалник на градот Скопје, ќе ги ставиме тие две работи во ред, односно тоа е и најголемиот проблем кој што го имаат и се соочуваат со истиот нашите граѓани изминатиот период. Ако на сите средби се поставуваат разни барања, најголем дел, најголем процент од граѓаните го истакнуваат ова како сериозен проблем и нешто со кое што ќе треба од старт да се занимаваме. Затоа велам, од старт, веќе првиот ден од моето влегување во градот Скопје, една голема генералка, чистење сериозно на градот. Нашиот град, ќе повторам, не заслужува ваков третман и ваков однос да има градот према граѓаните, но тоа се должи на несовесноста на оние кои што го водат. Јас за нив не би сакал да коментирам. И вториот момент е средувањето на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, состојбите таму и овозможување на услуги какви што заслужуваат нашите граѓани. Ти ќе ги повикате ли граѓаните да ви помогнат во смисла не да чистат заедно во генералката, но да помогнат со своето однесување во иднина? Па тука би споменал исто дека освен институционалната вина, која што се јавува како сериозен проблем изминатиот период, а е поврзана со нефункционалноста на комунална хигиена, значителна улога има и еден мал процент од населението наше кој што несовесно за жал се однесува. Освен што јас и постојано и како градоначалник на мојата општина го правам, тој и ги повикувам граѓаните да ја третираме нашата животна средина соодветно, затоа што сите живееме тука, дишеме воздух, нашите деца функционираат, растат тука, утре наши внуци ќе треба да живеат и да растат овде. Истото ќе го направам во град Скопје, но она што посериозно ќе го направам, тоа ќе биде казни за сите оние кои што несоодветно се однесуваат. На нашиот град главен, освен што му недостасува генералка, освен што му недостасува функционалност на јавните предпријатија, му недостасува и ред. Ние имаме хаос во главниот град и тој хаос треба да се среди. Интервјуто го снимаме на ден пред распишување на локалните избори, кои се најавени за 19 октомври, тоа е првиот круг. На 2 ноември се очекува да биде вториот круг, ако има втор круг во одредени градови, во одредени општини. Очекувате ли од денешна гледна точка, очекувате ли победа во првиот круг во град Скопје или можеби според оние податоци што ги имате ќе влезете во втор круг и кој би бил вашиот против кандидат доколку има втор круг во градот Скопје? Кои се вашите прогнози? Јас искрено можеби сум секогаш преголем оптимиста, но пак оптимизмот мој го базирам на реални податоци. Ако ги земеме во предвид анкетите, без разлика кои да се против кандидатите, иако ќе бидат повеќе против кандидати, јас и во кисела вода имав 5 против кандидати, па победив убедливо во првиот круг со повеќе од дупла предност. Истото го очекувам искрено и во градот Скопје, земајќи во предвид дека јас, иако ќе повторам, сум од политичката партија ВМРО ДПМН, целиот свој живот го имам таму поминато, јас функционирам инклузивно и граѓански. Така ја правам и програмата, така функционирам со мојот тим, така функционирав 4 години, но може да забележите изминатиот период дека и луѓе од различни политички провиниенции се приклучуваат на мојот тим. Скопје е на сите скопјани, без разлика кој од која политичка партија ќе потенцирам уште наш доаѓа, без разлика на вера, без разлика на нација, Скопје е на сите оние кои што го сакаат. И затоа и мојот тим е толку широк и искрено верувам заедно со тимот дека ќе постигнеме успех уште во првиот круг, односно дека ќе имаме сериозно водство во првиот круг. Верувам во таа силна поддршка од граѓаните, тоа се чувствува, пулсот на граѓаните можете најдобро да го почувствувате кога ќе бидете помеѓу нив. Од сите средби што ги имав изминатиот период, практично во секое населено место од главниот град, во секоја општина, може да се види желбата сериозна за промени пред се во главниот град, но и поддршката која што ми ја даваат граѓаните. Јас сум апсолутно свесен
уште кога сум влегол во политиката, дека еден ден ќе треба и да излезам од политиката и затоа многу внимавам во моите ветувања, а граѓаните знаат тоа да го препознаат. Го препознаа во кисела вода и затоа и поддршката од тука ме произлегува најсилно, односно имам најголема поддршка од мојата матична општина, но верувам и во врз основа на резултатите кои што ги дадовме изминативе 4 години за општината тука, дека тоа го препознаа и сите скопјани, ќе имам сериозна поддршка и на ниво на град Скопје. Каква кампања очекувате и каква кампања посакувате? Видете, политиката е надпревар на концепти и идеи, во кои што сите ќе треба да ги понудиме најдобрите решенија за повеќе децениските проблеми на граѓаните. Јас не се занимавам со црни кампањи, ниту планирам такво нешто. Не знам во другите политички партии што планираат, но нели секој си одговара за своите постапки. Така да јас она што ќе го правам наредниот период е мојот стил е препознаен како и досега, како што функционирам, а тоа е нудење на решенија за проблемите. Тоа е она што политичарите треба да го правиме. Многу помалку да збориме, многу повеќе да работиме и кога станува збор за кампањи, треба ние да сме тие кои што ќе го обединиме народот, истовремено, но и од друга страна ќе понудиме и добар концепт и добар пристап за во перспектива како ќе ги решаваме ние реалните проблеми на граѓаните. На никој не му значи граѓанин ако било кој од нас коментира за минатото, за сегашноста или за било што поврзано со некој политичар. Секој од нашите граѓани сака да живее во поубаво, во посредено населено место, да биде безбедно неговото населено место, она што не го споменавме во интервјуто и безбедноста на нашите граѓани. Многу е важно да се чувствуваат безбедно кога се во парк, кога се движат по улица и така натаму. Така да мислам дека се презаситени нашите граѓани, генерално не само во Скопје, туку и во целата држава, од негативни, од црни кампањи, од разни обвинувања, дел вистините, дел невистините и така натаму. Она што недостасува кај нашиот народ е реализација на проекти. Интервјуто го правиме во општина Кисела вода. Вие сте градоначалник на оваа општина изминатите 4 години. Со кои проекти се гордеете? Има повеќе проекти кои што ги сработивме. Еве, ако тргнам од образование, сериозна гордост ми е тоа што сите училишта имаат фотоволтаици. Земајќи во предвид дека пред 2 години имавме сериозен проблем со енергетската криза и многу високи сметки, сега веќе на моите наследници тоа нема да им биде проблем. Од друга страна пак градиме после 100 години ново основно училиште во Драчево, но правиме и паралелно проширувања и доградби на неколку други основни училишта за да може сите ученици во прва смена да ја следат наставата. Тоа е во делот на образование, ранците за првачиња, униформите за сите ученици. Тоа е нешто во делот на образование кое што сметам дека остави сериозен трак од моето 4 годишно администрирање овде како градоначалник на општината. Подоцна 10 објекти имаме во градинките, предшколска возраст и листи на чекање сведени на нула, а состојбата која што јас ја затекнав кога станав градоначалник беше над 350 дечиња на листите за чекање. Може би и повеќе, бе околу 400, но генерално јас секогаш кажувам над 350 дечиња чекаат да бидат примени во градинките. Сега листата на чекање е нула во Кисела вода. Тоа е една сериозна активност од наша страна, сериозна заложба. Јас не верувам дека се памети од постоењето на нашата држава до денес да во еден 4 годишен мандат некои 10 објекти догради, изгради нови и адаптира простор кој што ќе биде наменет за дечињата од предшколска возраст. Подоцна имаме неколку спортски сали кои што 3 поточно ги отпочнуваме со градба. Едната е веќе отпочната во Кузман Јосифовски питоно, уште 2 што ќе ги почнеме со градба и Пинтија изградивме веќе спортска сала, а 4 се реконструирани спортски сали. Што значи дека обезбедивме за 4 години достапност за спортски активности во сите основни училишта, што е многу важно. Кога сме кај здрав живот, рекреација на младите, но и повозрастните, доста паркови се изградија во Кисела вода, но и доста спортски терени и спортски комплекси. Мислам дека имаме повеќе од 8 парка, а над 10 спортски
комплекси во кисела вода и терени со вештачка трева, повеќе наменски игралишта и така натаму. Она што ми е како круна од мојот мандат, иако сега во моментов имаме над 20 на проекти, имаме над 70 километри асфалтирани улици, околу 15 километри подземна инфраструктура, фекална водоводна мрежа и атмосферска канализација, што е многу сериозна бројка, или кумулативно колку, не знам, 4 или 5 мандати заедно пред мене што ги имале градоначалниците, направено само во еден наш мандат, но круната во мојот мандат, покрај другите драги проекти, ја сметам и салата Расаник. Тоа беше практично невозможно изгледаше да се реализира. Прво постапката за да се вратиме кај општината Салата, да се обезбедат средства. Тука морам да се заблагодарам и на владата, на претседателот на владата господин Мицковски за силната поддршка. Верувам и очекувам и таква поддршка и во градот Скопје. Но ете, ако еден од подрагите, односно најдрагите проекти го споменам, тоа би било салата Расаник, затоа што тоа е домот на ракометниот клуб Вардар. Таму се почетоците на ракометниот клуб Вардар и на некој од наредните седници, пред да си одам, ќе направиме и договор и одлука на совет во кој што повторно Вардар ќе го вратиме тука каде што му е местото, односно во спортската сала Расаник. Ви благодарам многу за интервјуто и ви посакувам многу успех. Ми беше чест.